Како повозрасен жител на населеното место Вратница, еве што вели вашето искуство? Кога последен пат сте го виделе Вратничко езеро замрзнато по целата негова површина? Па целата негова површина, како да ви кажем, не било целосно вака, не сум го видел да биде целосно замрзнато. Делови имало замрзнато, а и не било целото. Сега од неколку години најмо почнува помалку така да мрзне. Обично тоа почнува да мрзне од 2002 година нааму. Бидејќи овде наколо имаше шума голема, дабови тоа со години што раснале, тоа се исече. Наколу и од другава страна имаше, сега се оголи. И понатаму и после имаме исечена шума и на планинава горе, се гледа од овде еве над Старесело, таму што гледате од десна страна. Таму тоа беше шума се, и таа шума пред 2-3 години и таа се исече од тамо. Сега се гледат едни брда нагоре дека се копа песок до Старосело и тоа се влие на климата на езерото. Порано дуваше ветар повеќе од Љуботен и од Пирибек ваму, а сега почна и од таму да дува, значи од сите страни е срдисано и тоа, и полето ќе биде срдисано. А годинава студот беше прилично голем, имаше температури ниски, до 17 степени имаше температури во Вратница и езерото замрзна. Меѓутоа, причината уште и друга за замрзнувањето. Помала количина на вода има. Има, еве, гледаме можда метар и пол, има пониско е водата, него што треба да биде нивото. И така, значи, и тоа влијае нешто. Што ќе се случи со животинскиот свет и како на него ќе влијае оваа покривка на дебел мраз над езерото? Ако оваа покривка вака остане како што е, може целиот животински свет да изумре. Риба ништо да не остане внатре, затоа што нема од каде да диши. Прилив на вода се тешко доаѓа наму и замрзнати се и коритата на јазот што доаѓа, али и ова треба да се крши ледот сега наоколу, да се крши, да се прави отвори, да може да дишат рибите. А иначе вака сега нема воздух, нема циркулација на вода, не доаѓа воздухот таму да земаат тие и може да се деси до помор на животните. Значи тоа би требало да се преземат некои мерки сега. И тоа не треба се чека многу више. Господине Илија, значи вака од прилика кога ќе го погледнеме езерото делува релативно сигурно и безбедно, затоа што се гледа на вистина дека мразот е еден дебел слој. Некои се обидувале да го преминат, па стигнале до некаде и се вратиле назад, има стапки по цело езеро. Колку луѓето со авантуристички дух смеат да се осудат да го направат тоа со оглед на тоа дека можеби не е баш најсигурно? Овде не може да биде сигурно, ќе ви кажем од кои причини. Прво, не се знае која дебелина е ледот. Треба да се измери дебелина на ледот и тоа не може да мери секој да оди пешки. Евентуално може со некој санки, така некоја површина да биде поголема или да се влече со него чун некој да има, значи дрвен, да иде со него да се влече, евентуално да може да се спаси. Иначе овдека може да пропадне нагло и излагање нема више. Ќе фати студот и тука не е сигурно за тоа уопште. Додека не се испита дебелината. А да се испита дебелината, ако биде од 7-8 сантима подебел, тогаш више може да се, иначе овие авантуристички работи, онде гледав што направиле, што оделе пешки натаму до некаде, али среќа што се вратиле. Еве како што гледате сега горе се појавува мало вода наоколу. Значи не е целото езеро замрзнато, не е голема длабочина. Не е безбедно за тие авантуристички работи. Која е најдлабоката точка на езерото? Најдлабоката точка се наоѓа до браната. Тука повеќе од 20 метри има сега. Точно не знам, али многу е длабоко, прилично е длабоко тука. Ако земеме долу предвид колкава е браната, значи тоа е дното од оваа страна иста со долниот дел, значи скоро. После нагоре постепено природно иде, се намалува таа длабочина. Кога што станува на оние кои што ќе го видат овој прилог, ќе сакаат да дојдат да го видат и самото езеро, да уживаат во оваа гледка, меѓутоа никако да се осмелат да влезат на. Да влезат тоа, реков само со испитување на стручници да дојдат да мерат колку е длабочината и така, иначе вака не е тоа, воопшто не е препорачливо. Тој може да настрада некој.
катастрофално да биде.